Навистина ми е чест што имам можност да го отворам и да учествувам на еден ваков настан, бидејќи верувајте дека секогаш ми е исклучително драго кога станува збор за младите и секогаш кога можеме да пратиме некаква мотивирачка порака е исклучително значајно. Околу ова што го зборувавте претходно, да бидеме успешни, навистина многу работи придонесуваат до тоа да бидеме успешни. Не само успех во кариерата, туку најголем успех е да бидеме добри луѓе и уште поголем успех ако успееме да изградиме добри луѓе. И тоа мислам дека најголем дел од луѓето посебно се гордеат кога своите деца ќе ги видат успешни. И сега конкретно околу тоа дали можеме да оставиме трага и дали оставаме трага. Верувам дека секој на некаков начин остава свој печат, остава своја трага. И секако сметам дека во животот треба да се научиме и од предизвиците, и од грешките, и од успесите. Значи, да не ни бидат поттик само успесите. Многу често учиме и од грешките. Сите сме имале предизвици на личен и на професионален план, но сепак ни треба огромна храброст за да можеме да се избориме со тоа. Не би сакала да должам да зборуваме во фрази, но кога станува збор за поддршка на младите лица, би се осврнала на 4 моменти кои што во моментот мислам дека се исклучително значајни, а сакам да кажам како би јас се обидувам на некаков начин да оставам трага во однос на тие прашања. Прво би започнала со образованието, бидејќи како наставник секој ден имам можност да работам со младите и поврзано со образованието, мислам дека е во последниве години, па и претходно, било меѓутоа во последните години секако многу важна мобилност. Кога станува збор за образованието, јас сум од, да речеме, по старата генерација, кога бевме уште со аналогно образование и имавме малку потешкоти да се адаптираме на ова дигитално време. Но, како и да е, денешната генерација, која што одлично се справува со дигиталните алатки, сепак има и една друга одговорност. Иако имаат пристап до огромен број на информации. Од една страна, тоа е корисно, но од друга страна мораат да направат разлика помеѓу она што е вистински вредно и она што може да биде лажна информација. И второ, од целото тоа брдо информации, неопходно е да научат да ги одвојат оние што се важни, што се суштински и да ги анализираат тие како такви. Од аспект на мобилност, што ја споменав претходно, мислам дека е исто така важно да студентите, да младите луѓе, што е можно повеќе патуваат, се дружат со другите млади од целиот свет. И зборувајќи за примери, ќе кажам јас уште од периодот на моето образование, сум била дел од истражувачките тимови на различни универзитети, користејќи образовни програми. Ќе напоменам само некои, како што е Еразмус програмата, Фулбрајт, Чивнинг. Денес имате огромен број на можности кои што младите треба и мораат да ги искористат за да бидат дел од едно глобално истражувачко семејство, каде што по пат на вмрежување ќе имаат можност да бидат во контакт со најновите информации од полето кои што се интересираат. И секако подоцна да се вратат во татковината, исто како јас што се обидувам на своите студенти денеска, да им обезбедам истражувачки престои, да
изработат магистерски, докторски студии во некои од познатите универзитети во странство. Така што поддршката на жените научнички, поддршката на предприемачките, на жените во руралните средини исто така исклучително важна. Втората точка која што би сакала да започнам денес е можноста за волонтирање. Кога зборуваме за волонтирање, сметам дека за жал кај нас тоа се уште не е доволно афирмирано. Верувајте дека многу е важно да младите уште од најмала возраст имаат можност да волонтираат во областа на секој од својот интерес, односно да се запознаат со проблемите со кои што се соочуваат луѓето кои што се во нивната околина. И не само тоа, на таков начин се развива солидарност, хуманост, емпатија, а дополнително може да повторно се поврзат со своите со луѓето од својата околина и исто така можеби да го пронајдат начинот на кој што ќе функционираат и ќе живеат, ќе се едуцираат во иднина. Конкретно, повторно како личен пример ќе дадам. Јас бев волонтер во Црвениот крст на линијата за психосоцијална поддршка. Верувајте дека на некои луѓе некогаш доволно им е само да се разговара со нив, да им се обрне внимание. Така што не треба некогаш многу да се трудиме, а да постигнеме голем ефект. И верувајте дека доволно е да се направи нешто, да се чувствувате и вие задоволни и тие околу вас. Понатаму, третата точка на која што би се осврнала е инклузијата, која што за среќа се повеќе се зборува и благодарение на министерката Тренчевска се повеќе се афирмира можноста за комплетна инклузија на лицата со попреченост. И сметам дека повторно треба се повеќе да се зборува. Јас повеќе од 20 години работам со лица со попреченост и како граѓанин и како професионалец знам генерално кои се нивните проблеми, но знаете како, многу е важно да ги гледаме од аспект на тоа што тие можат да направат и да ја видиме нивната способност, нивната вештина, а не да зборуваме за попреченост. И повторно ќе кажам, и самата дружба со нив, проценката на нивните проблеми и можноста да се зголеми видливоста преку постојаното зборување, преку нивната промоција во јавност и во медиумите, можеби луѓето ќе станат свесни за тоа колку тие можат да придонесат за сопствената личност, за нивното семејство, но и за заедницата. И конечно, четвртата точка, за која што би сакала да се осврна, а за жал сметам дека можеби е и најважната во овој момент, посебно после ковид пандемијата, е менталното здравје кај младите. Тоа е често пати тема која што е запоставувана и повторно ќе кажам како наставник и како лекар, често пати се соочувам со млади луѓе кои што имаат проблеми. Посебно после локдаунот има многу млади луѓе кои што патат од анксиозност, од депресија, но и самиот начин на живот доведува до зголемени барања од нив. Значи, често пати се соочени со burnout синдром. Така што младите често пати денеска, посебно во ова дигитално време, што како што споменав, дигиталните медиуми исто така можат да доведат до насилство, не само дигитално насилство, туку младите се често пати жртви на врсничко насилство, на физичко, емотивно насилство и секако тоа придонесува да дојде до тешки оштетувања кои што често пати остануваат незабележани затоа што не се зборува за нив. Така што се обидовме ние минатите години, направивме панели и проекти кои што го промовираат менталното здравје кај младите. И на крај завршувам.
за кратко само, со порака само за младите. Прво, секогаш можете да го направите тоа што сакате. Значи, фокусирајте се на вашите интереси, заложете се за она што всушност ви значи. Не подклекнувајте пред предизвиците. Ако имате проблем, разговарајте. Тоа не е знак на слабост. Обратете се кон родителите, кон блиските, кон наставниците и тоа е затоа што заслужувате подобро. И последната забелешка, која што сметам дека е навистина можеби најважна. Посветете се на образованието, учете, истражувајте и не дозволувајте некој да ве обесхрабри и да ве направи да се чувствувате дека сте помалку вредни. Затоа што младост е асоцирана со храброст, со енергија, со визија, со елан. Создавајте пријателства, бидете амбициозни и придонесете кон подобра иднина за вас и за оние што доаѓаат после вас. Само на таков начин ќе оставите трага. Ви благодарам.